38.000 евра е вредна донацијата на германската влада во вид на ново амбулантско возило за потребите на Штипската клиничка болница. Истакна денеска германската амбасадорка во Македонија Анке Холштајн, предавајќи го возилото на менаџментот на болницата за негова употреба. Ова медицинско возило доаѓа во вистинско време кога е потребна помош. Ова донација е по иницијатива на сојузната влада за време на германското председателство со Советот на Европската Унија за помош на државите од Западен Балкан при пандемијата од COVID-19. Возилото е добиено со помош на Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип. Што значи една ваква донација за клиничката болница? Клиничка болница Штип е регионален центар за борба со корона инфекцијата. Лекуваме секојдневно голем број на пациенти, од кои во последно време имаме сериозно висока бројка на пациенти кои што се критично болни, кои што се тешко болни и понекогаш ситуацијата налага да некои од пациентите мораме да ги префрлиме за понатамошен третман во клиниките во Скопје или во некоја друга останата здравствена институција, така да сигурниот и брзиот транспорт кој што ќе го возможи и оваа донација денеска, ова ново амбулантно комплетно адаптирано, ќе биде во насока на тоа да и спасиме животите на оние кои што имаат потреба од транспорт и од лекување во други установи. Главен акцент на германската влада како актуелен председавач на Европскиот совет е успешна борба против COVID-19. Во таа насока и помошта што во износ од 15 милиони евра Бундестагот го помага регионот, меѓу кои и Македонија. Со 1/3 од планираните 3,3 милиарди евра, пари што Европскиот совет ги одвил за помош на земјите од Западен Балкан за справување со последиците од и самата пандемија, учествува и германската влада. Ова меѓу другото се слушна на денешната работна средба со првиот германски дипломат за Македонија и менаџментот на Штипската клиничка болница.